Почитувани земјоделци, одлика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е да бидеме постојани во тоа што го работиме и да го одржиме зборот. Секое ветување да го докажеме на дело. Опозицијата, освен да се кити со туѓи перија, ништо друго и не знае. СДСМ може и знае да спроведува големи реформи и да дава помош секогаш кога е потребно во интерес на сите земјоделци. Изминатава недела беше недела на големи одлуки токму за земјоделците. Владата, предводена од СДСМ, усвои финансиска поддршка за намалување на последиците од ковид кризата врз производството и откупот на јаболко, ориз, грозје и тоа. Поддршка по килограм за произведено јаболко, кое во периодот од 15 септември 2021 година до 15 декември 2021 година било предадено кај регистриран откупувач или преработувач на земјоделски производи или за извоз во висина од 3 денари по килограм. Поддршка по килограм за производство на оризова арпа од родот 2020-2021 година во периодот од 1 јануари до 15 декември е произведена и предадена на регистриран откупувач или преработена во сопствен преработувачки капацитет во висина од 3 денари по килограм, и поддршка по килограм за произведено винско грозје, кое во периодот од 15 август 2021 година до 31 октомври 2021 година е предадено кај регистриран откупувач на винско грозје за производство на вино или за извоз на винско грозје во висина од 3 денари по килограм. Почитувани земјоделци, на минатите парламентарни избори ветивме посветена работа да создадеме услови за одржливо, конкурентно и модерно земјоделство. Едно од ветувањата во програмата Можеме беше и формирање на интервентен фонд за регулирање на пазарен дисбаланс во земјоделството и обезбедување услови за одржливо земјоделско производство. Пандемијата, предизвикана од COVID-19, нанесе сериозни последици на глобално ниво, а СДСМ како одговорна партија, која е предводник на државата, ги презема сите активности за ублажување на последиците врз домашното стопанство. Бидејќи се грижиме, бидејќи за нас приоритет се граѓаните. Почнувајќи од 2022 година, постоењето на овој фонд ќе биде реалност, а буџетот за оваа намена ќе биде 250 милиони денари. Ова се дополнителни средства покрај субвенциите кои во рекордни суми се исплаќаат последните 2 години навремено и во целост. Буџетот на интервентниот фонд ќе биде на располагање во случаи доколку земјоделците се соочат со потешкотии на пазарот и проблеми во производството. Грижата за земјоделците се покажува и докажува со развојни политики, со реформи и со отворен диалог. Тоа се стандардите по кои работи владата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.